Добро вечер, завршна дебата во 1 ТВ е отворено студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Сашо Ордански, вашиот понеделнички водител. Ова е последниот сегмент на дебата. Не заборавајте, утре вашиот домаќин ќе биде господинот Чомовски, колегата Чомовски, кој што исто така ќе има една динамична програма како и денеска, се надевам. А вечерашната дебата ја насловивме со еден наслов кој што јас прво го работно го реков каде оди Европа, а после додадовме една запирка, па рековме каде по ѓаволите оди Европа, бидејќи ова што се случува во последните месеци, може би и години, но особено во последните месеци во Европа, навистина има драматични димензии на какви што не сме навикнале со, па би рекол, со децении наназад. И може би толку не држи памтењето. Но, во секој случај, тоа вечерва ќе го поразговараме и дали таа теза воопшто во право. Со моите вечерашни гости, до мене седи колегата господинот Тимчо Моцунски, кој што е советник за надворешни работи на председателот на ВМРО ДПМН на господинот Мицковски. Добро вечер. Добро вечер. Не ни е прв пат, инаку вие сте били и порано. Љупчо Поповски исто така бил порано, наш добро познат новинар, еден од најискусните колеги кои што покриваат надворешна политика. Љупчо Попе, добро вечер. Добре дошле. И господинот Јован Деспотовски, кој што формално е директор на Фондот за иновации и технолошки развој. Меѓутоа вечерва не е во тоа својство тука, така што тие критики што ги имаме за некоја друга прилика, туку е во својство на човек кој повеќе од 10 години, ако не се лажам, беше секретар за меѓународна соработка на Социјалдемократскиот сојуз. Така. Значи човекот кој држеше таа меѓународна политика во некакви партиски, ама веројатно и вонпартиски размислувања. Добро господа, еве, дали држи ова насловот на темава вечера каде по ѓаволите оди Европа? Оди ли Европа по ѓаволите? Тимчо, како е? Тешко е да се даде одговор на прашањето, посебно кога некои процеси се во тек. Нешто што е очигледно, а тоа се случува веќе еден подолг период, го гледаме, па како еден пример можеме да дадеме резултати на доста парламентарни избори кои што се случија во земјите членки на Европската унија. А тоа е дека имаме една очигледна смрт на неолиберализмот. Генерално, населението во Европа станува се посвесно за состојбето што настануваат околу нив. Граѓаните развиваат поголема свест. Едно мое толкување е дека тоа е можеби длабоко поврзано со неправдата економска која што им се случува. Имаме технолошки сериозен развој, имаме глобализација, кои што со себе си носат одредени социјални и економски проблеми, а најдлабок ефект негативен, за жал, го чувствува средната класа. Тоа го гледаме како микросредина, за жал, во Република Македонија, каде што имаме кумулација на богатство, кај една многу мала група на граѓани, а остатокот живеат, се смета се полош. Деспотовски, точно ли е таа квалификација дека практично во неолиберализмот, оној trickle-down ефект во економијата, тоа значи редистрибуирањето на големото богатство, практично не се случи на рамноправен начин и дека дојдовме до врвот на тој парадокс, заради кој, како што вели Муцунски, не само што станаа свесни, туку станаа критички свесни граѓаните. Граѓаните, особено во делот на Европа, за кој што сега зборуваме, биле критички свесни на нас за долго време. Имаме ситуации во 50 и 60 години кога имаме силни студентски движења кои што носат промени во Европа. И тоа не е, и ова сега што се случува не е ново. Во даден момент историски се кумулира одредено незадоволство кај одредена група на луѓе, претежно помлади луѓе, кои што чувствуваат неправдата и реагираат на тоа. Исто да го гледаме сега во Франција. Се согласувам во дел со она што го кажа Муцунски, дека во изминативе 2 децении, да кажеме, заради таа политика на глобализација која што некако се случуваше без некои кочници и контрола, да кажеме, глобална, таа редистрибуција на светското богатство придонела да одредени богати слоеви, зборуваме се на глобално ниво, не зборуваме за Европа, не зборуваме за Македонија, се случува да се концентрира тоа богатство и капитал кај големи мултинационални корпорации. Тоа се пресликува секако и во поразвиените земји во Европската унија. Средните слоеви го гледаат тоа и реагираат. Затоа што кажувам, културата на реакција, на критика е вкорената, постои. Сепак, ова што го сведочиме во Париз во изминатите неколку викенди, недели и така натаму, вклучувајќи и вчера, па дури денешниот говор на Макрон неколку часа пред да влеземе во студиово, сепак, Љупчо, ако не сум во грешка, не е тоа таа француска желба за побуна како што беше 68.
Вчера имаше едно многу добро интервју на Даниел Кон-Бендит, црвениот Дани од еден од водачите 1968 година, од водачите, и за Обсервер, и тој даде многу добра дистинкција на тоа што е она што било 68 и она што се случува сега. Бунтот во 68 година беше да се собори еден генерал, Шарл де Гол, тоа знае. И системот кој што го И системот символизираш. кој што го сонесе. Сега на овие Се извинувам, еден цврст хиерархиски систем на една француска... основан од Петата република Така во е, Франција. република. Сега овдека значаен дел од транспарентите и слоганите кои што беа на овие, ако го случиме првиот викенд, вториот, третиот викенд е да се врати генералот. Ама не тој генерал, туку генералот Пиер де Вилиер, кој го Макрон го смени лани летото во 17-та година, тој беше началник на генералштабот на француската армија, заради концепцијски разлики во развојот на одбранбените сили, и таму е инфилтрирана една цела структура луѓе кои бараат авторитарност. Значи, да ги оставиме настрана тие жолтите елеци, кои што бараат внимателна и еднаква распределба на доходот, но таму се веќе инфилтрирани други, крајно десни претежно структури и делот од левицата, у кое што ја изместија целата потрага по праведност во општеството. Па конечно, Матео Салвини, министерот за внатрешни работи на Италија, е крајен десничар, кој што ја водеше Лига на Италија и во владата Конти дури е подесен ни од сите овие. Го знаеме растот на АФД во Германија, знаеме сите овие крајно десничарски, но сега гледаме и крајно левичарски движења кои што некако се спојуваат. Заминувањето на Меркел, кризата во која што е Макрон, Брекзитот, што тоа значи за стабилноста на една просперитетна и би рекол либерална европска идеја која што постоеше допред некоја година? Моje лично согледување е дека растот на овие крајни левици и десници што ги спомнавте е најверојатно бидејќи оние establishment партии на европскиот континент кои што се здружуваат едните најчесто во рамките на Европската народна партија, другите партијата на европски социјалисти, АЛДЕ, Алијансата на либерали и демократи. Левицата и десницата некако се повеќе и повеќе се приближија кон центарот и оставија многу простор за крајни десници и крајни левици да привлечат свое внимание и да привлечат одреден број гласови и симпатии на граѓани. Така да тоа е една рефлексија. Што треба да биде внимателна Европа? Доаѓаат избори за Европски парламент, кои што ќе го диктираат курсот на комисијата, а веројатно може да се случи, бидејќи спомнавте вие и Брекзит, може да се случи за прв пат, после долги години, наместо да имаме избори за Европски парламент, побран на проширување, за прв пат да имаме избори за Европски парламент, кога земја членка ја напушта Унијата. Како сите тие процеси ќе влијаат, ќе има огромен ефект врз избор на председател на Европската комисија, врз колку ќе биде брз процесот на донесување одлуки во рамките на Унијата и гледајќи ја големата слика генерално и врз перцепцијата на граѓаните на Унијата врз институциите на нејзиниот систем. Господин Деспотовски, загрижен сте за иднината на социјалдемократите. Гледайте, ако се случи Брекзит, лабористичката партија со огромен број на членови во Европскиот парламент ќе отпадне. Оваа криза низ која поминуваат германските социјалдемократи, веројатно за европските избори драстично ќе ги десеткува нивниот број. На крај со овој наплив на десница и крајна десница и така натаму, која ќе биде перспективата на социјалдемократската, пак сакате и социјалистичката линија во новиот Европски парламент кој ќе се бира за неколку месеци напред? Видете, ако зборуваме конкретно за германските социјалдемократи, се согласувам дека ја плаќаат цената на тоа што во последните 4 мандата, во последните 4 германски влади, во 3 германски влади се помал коалицијски партнер на една конзервативна политика и на еден јак канцелар. И ја плаќаат цената сега. Се согласувам дека во оној момент кога Велика Британија ќе замине, дека купчето од лабористите кои што се левичари ќе исто така колку се, меѓутоа се сигурно десетици. Повеќе веројатно со тоа што имате во предвид дека при изборите за Европски парламент вообичаено заради нискиот одзив, значи тоа не е сега, нема да биде само сега ситуација, тоа е наназад веќе неколку циклуси. Радикалните, значи по крајните десни, крајните леви вообичаено добро поминуваат. Затоа што
интересот кај граѓаните на Европската Унија за гласање за изборите за Европски парламент реално е низок. И традиционално е низок. Ако се вратиме кај германските социјалдемократи, се согласувам дека имаат во моментот поминуваат реално низ тежок период. Меѓутоа имате една друга ситуација во Германија каде што имате друга прогресивна партија Зелените. која што ги дели па поголем дел од идеологијата, прогресивна, која што напредува поприлично добро. Мислите на зелените, Да. предпоставувам. Антипопулистичка партија, така се дефинираат самите. Неодамна читав интервју на еден од двајцата нејзини лидери, кој што се декларира токму така, антипопулистичка партија која што реално е во залет. Значи сите во Германија зборуваат за АФД затоа што АФД се десничари, крајни, заради предпоставам историјата Германија што има и со Втората светска војна и претходно. За зелените малку се зборува, меѓутоа имаат забележителен успех секаде. Така што ако зборуваме дали сум загрежен за идејата, не. Значи идејата очигледно обстојува, има поддржувачи. И ке има. Конкретно за една партија, веројатно ќе поминат социјалдемократите во Германија низ еден процес во кој што ќе треба некако да се пронајдат себе си, да излезат од она што е покривката, која што во моментот ја имаат од конзервативната. Би ви предложил во овој момент да погледаме едно интервју кое што јас го правев минатиот викенд со генералниот секретар, тој е највисоката функција на Гете институтот во цела Европа, човекот се вика Јоханес Еберт, беше во Скопје и со него разговараме 4-5 минути токму на овие теми, на прашањата на тоа каде оди Европа, прашањата на слободата, бидејќи тие имаат еден голем европски проект кој што се занимава со слободата и мислам дека ќе не биде добра вовед во натамошниот разговор. Режија, дајте го прилогот со господинот Еберт. In our work of the Goethe Institute, which has a lot of institutions in Europe, we realized that in the last 2-3 years something has changed. And I would say in all of our countries. So the thing which made us think about this topic was the referendum on the Brexit. And he said something is going in a direction that we don't like very much. At the same time, we had different politics in Hungary, in Poland, in Austria, a new party in Germany, a very right-wing party, which led us to the question, what are our values today? What values are important for Europe? And it finally came down to the thesis that we said freedom is the main thing which keeps Europe together, and all the values which derive from freedom, equality, diversity, tolerance, are connected to the topic of freedom. And that's why we said we have to discuss this topic anew, have a new look on it, have a new European look on it. I think it's very important what you say. What keeps Europe together? Is it only the economy, or is it values and culture? For us, as a cultural institute which is working worldwide, we think that Europe is also a cultural project, which is connected with the question, what are our values, what is our common culture, a diverse culture, but a common culture. These are the topics which are important for us, and as you say, we see that maybe too much has been focused on the crisis of economy, which is a big problem, and which we have to find an answer to in the European Union. But we also have to ask the question, what binds us together as European? And I think the most important thing which binds us together are values, and we want to make a small contribution as Goethe Institute with this project Freiraum to have a new look at these values and to discuss them. What is important for us? It is very dangerous. I think we are in the danger to lose something where we needed a long time to build it up, to lose Europe, to lose a free Europe, to lose a liberal Europe, and I think we all together have to do something against that. I do not know if Europe really has to reinvent itself, but it has to realize that, and this was clear after the Second World War, this was clear in the 60s and 70s, this was clear that Europe together is strong, gives us peace, gives us stability, gives us also a certain welfare. This was clear for everybody. This was clear for my generation and your generation. I think we have to make to find a way to
how do you say, not to reinvent, but to make it clear that there is no alternative for Europe, that we should not forget what Europe has brought for us, instability and peace, and that I would say that we motivate people who are for Europe but maybe are quiet against these movements who have this illiberal outlook, to motivate them to raise their voice and say, Europe, liberal values, democratic values are important for me personally, and that's what I'm saying aloud. And I think this is maybe what is very important. Big experiment, I have to say. So we said we want to do this Freiraum project with, it's about, I think, 53 partner organizations, NGOs, museums, neighborhood activists, and totally different partners. And we said that we always were building pairs of partners. We said we want to have pairs of partners, and the only criteria is that the distance between them has to be more than 1,000 kilometers. So it's not they do the same thing or something, because we said it's very important to take another person's or another city's perspective on my own question, because every city had to formulate a question. For example, tomorrow I'm going to Carlisle, they have the question, what is isolation today? Another city had the question, having a more philosophical approach, what are our values today? Others were asking, what is the role of economy for freedom? Very important question. So, and we wanted every city to have a look at the other city's question, because it's in Europe. I think one of the things we have also to reach, that people have to understand why another country, why another city is reacting differently to different things. So this is the basic idea of the project, and as far as I know from my colleagues who are organizing it, there have been very enriching meetings. There have been also situations where the partners might have said, oh, what do we do with each other? But then they were forced to work together, and then something new, something inspiring came out. And we will bring all the projects together in Berlin in March, and I'm looking forward to this meeting. Can we find a roof for the whole Freiraum building, or will it be single projects which are not connected to each other? As far as I see now, we will find a roof to these projects, and the roof is Europe and freedom. So that's what we wanted. That's my big hope for Freiraum. Тоа беше Јоханес Ебрет, генералниот секретар на Гете институтот. Снимката е правена во Музеот на современа уметност во рамките на фестивалот Крик, па бидејќи тоа е една голема бетонска градба со големи простори, малку и звукот фаќа се од околу, бидејќи имаше навистина на фестивалот Крик прилична посетеност. Љупчо, знам дека сакаш да се надовршиш на Деспотовски, а јас сакам да направам некаков премин кон слободата и едниот кров кој што тоа го подразбира. Но дај уште малку да се задржиме на... Значи, како што господинот Еберт одговара филозофски отприлика за идејата на Европа, она како што му одговара на еден генерален секретар што го носи на институт, што го носи името на Гете. Како поинаку би размислувал во таков институт. Но ја би се доврзал повеќе на Деспотовски за тоа што го зборуваше за социјалистите. Значи, има една генерална нишка, но секој случај е различен за себе. Не случајно, оваа недела, овој викенд, Конгресот на партијата на европските социјалисти и демократи се одржа во Лисабон, во Португалија, каде што го избраа Франс Тимерман за нивни кандидат за претседател на Европската комисија, затоа што таму на власт се социјалистите, во една слична дојдоа на власт, во една слична ситуација како во Македонија пред 2 години. Десницата не успеа да состави влада, иако имаше мнозинство од пратеници, најмногу на изборите, дојде левицата со коалиција, со левичарска коалиција и состави влада, и тоа беше најнормално. Но што е интересно, што таа влада сега е изворено успешна. Нивниот министер за финансии, што е малце невообичаено, од крајниот југ на Иберискиот
полуостров, Марио Сентано, е избран за председател на Еврогрупата, тоест на оние 19 земји кај што еврото е валута. Значи, на еврозоната не е тоа ни Холандија, не е ни Белгија, не е ни Германија, туку тој затоа што изворена успешност има. Таму на анкетите за изборите што ќе се одржат идната година водат со 20% разлика. Значи, презедоа мерки за штедење, но и ги отворија и Сакаш да кажеш дека е возможна левичарска успешна економска политика? Возможно е, како што не може да се истото се Не пропуштам судски да кажем. Истото се случува и во Шпанија. Без оглед на овој успех на крајната десница пред 2 недели во Андалузија, на Вокс партијата, која што прв пат после смртта на Франко, пратеници на крајна десница влегоа во некаков парламент, тоа е регионалниот парламент на Андалузија. Но откако Педро Санчес дојде на власт, неговите преференции се зголемија многу брзо и тој себе се представува како милитантен европеец, значи што е просто невозможно во оваа цела ситуација на сите сомнежи за Европа. Се зависи од како ја спроведуваш политиката. И за храбрите потези многу важно за Педро Санчес. И па за Педро Санчес, за Франко да се откопа од мавзолеот и така натаму. Но например, еве тоа што го предизвикува контроверзни реакции во Шпанија, бидејќи ги пробуди фашистите кои што Така. со мавзолеот на Франко мислеа дека се заврши таа епизода во шпанската историја. Да, меѓутоа презема храбри чекори, презема храбри чекори заради тоа што расчистува со едно неубаво минато, со кое што никој пред него, Не сакаше да се ниту зафнат. социјалист, ниту конзервативец не сакал да се зафати. Затоа Например, што му било страв како ќе реагираат другите. ова што преска го зборуваше за левица во Германија, значи на покраинските избори во Баварија и Хесен, зелените постигна фрапантен успех, сега се втора партија во Баварија и втора партија во Хесен, и тоа во двете покрајни кај што беше најголем напливот на бегалци. Тие понудеа друга програма, не стоп за мигрантите, а подемот на АФД беше драматично помало до нешто го очекуваат. Значи, викаат баварците не се толку глупави, тие можеби се против имигрантите, но не да отидат во големи бројки кон АФД. Значи, во секоја земја има различни ситуации. Како што сега, денеска, што го зборуваме за овој ден на хаос и во Франција и во Британија со двете големи и говорот на Макрон и хаосот во британскиот парламент. Има некои генерални правци, но не може секаде да се постави иста диагноза. Бонцовски, каде се движи европската десница? Бидејќи гледаме таму некакви, како да кажем, будења кои веќе траат со години, што е право, на екстремни фракции, на екстремни десничарски движења или на овие така овие и либерални струи, до душа сега вие со Орбан сте пријатели со ВМРО ДПМН, ама една изразита и либерална линија по која што сакаат да се движат. Каде оди европската десница? Малку да го конкретизирам вашето прашање, да можам во пократки црти да дадам одговор, е дека Европската народна партија, како символ на европската десница, ако можеме така да идентификуваме, доживува едно редефинирање. И тоа редефинирање зависи, би се согласил тука со господинот Поповски, од држава во држава. Значи, гледаме ситуација каде што Орбан се движи доста подесно, Курц иде се подалеку од центарот, а тој е еден харизматичен и доста популарен политичар кој што се смета за еден од идните лидери на Европа. Европската народна партија и партиите во незиниот состав веројатно сватија дека процесот на приближување и кон едната и од другата страна од идеолошката рамка не носи долгорочни успеси, но исто така е партија која што веќе еден подолг период е лидер во рамките на Европската унија. Значи, незиниот кандидат е председател моментално на Европската комисија и се очекува веројатно дека и господинот Вебер ќе биде следниот председател на Европската комисија како шпицен кандидат на Европската народна партија. Но се согласувам дека овој процес ќе биде доста покомплициран и потежок отколку што беше после претходните парламентарни избори. Зошто? Затоа што рефлексијата и во Европа е многу слична на таа што има на национално ниво. Центарот расте, радикалните партии растат, а ПЕС и ИПП имаат мал пат. Тука би дал една забелешка. Центарот очекува, веројатно, драматичен подем, очекуваше посебно АЛДЕ групацијата, затоа што еден период од последните неколку месеци се очекуваше, односно најголема дилема беше каде ќе отиде Анмарш, односно движењето на господинот Макрон.
тој одлучи да направи сојуз со АЛДЕ групацијата. Но мораме да бидеме внимателни, бидејќи тие високи очекувања се од позитивни резултати во Франција. А дали таков ќе биде резултатот е знак прашање. Така да се што зборуваме е во рамките на одредени анкети. Факт е дека движечки сили ќе останат ИПП и ПЕС. Само да, ако може секунда. Се разбира, да. 2009 година на изборите за Европскиот парламент ИПП и ПЕС има 61% од гласовите. 2014 53. Сега според анкетите, според таа целата групација околу екстремните партии од Салвини и другите преска што ги спомнуваме, се очекува дека ИПП и ПЕС ќе освојат максимум 45%. Тоа доведува целата конструкција за изборот до сегашен на голема коалиција во Европскиот парламент, на Европската народна партија социјалистите во големо прашање, затоа што заради, па дури и Вебер, може би Вебер не е прифатлив заради мекиот став кон Орбан во една голема групација европски земји. Мишел Барнија, главниот преговарач, е поприфатлив за. На крај никој не знае како ќе произлезе резултатот од Добро, значи ли тоа во во Европска тоа, комисија? извинете да ве прекинам, да се навратам на нешто што го спомнав. Значи дека Европската комисија во следниот мандат и Европскиот парламент во средниот мандат ќе бидат многу поспори во носење на одлуки. Значи дека легислативниот процес ќе биде многу поспор, нема да биде толку реактивен како сега. Деспотовски, така ли ќе биде или? Повторно кажав, зависи, затоа што бројот на гласовите нема нужно да се рефлектира по значително намалено мнозинство во Европскиот парламент. Веројатно ќе биде покомплексна дискусијата во Европскиот парламент, меѓутоа ефикасноста на Европската комисија сама по себе не верувам дека ќе биде значително намалена. Се разбира, јас сакам да ве довлечем и на македонски, на домашен терен и затоа воведното прашање за тоа ми е добро. После целата оваа анализа која мислам дека една убава вивисекција и во некаква перспектива направивме, значи ли тоа дека Европската унија всушност нема алтернатива? Дека идејата за Европската унија со сите овие движења за кои разговараме, со се губењето на централните сили, на својата, како да кажем, доминантност во последниве откако Европската унија направи така, со растењето на десничарските и крајно десничарските движења. Значи ли дека овој тип на унија во која што се обедини Европа, дури имајќи го предвид и Брекзит, дека сепак нема алтернатива, дека ќе продолжи да постои? Деспотовски ќе... Апсолутно да, јас видите, значи Европската унија Овие повици од разни земји дека е можда доволно тоа и Европската така. унија е поприлично поголем концепт од се тоа што го зборуваме се. Пак ви кажам, од историска перспектива гледано, се тоа веќе во некој момент се случувало. Мировен проект е пред се. Че тоа не сме се заборили, после 70 години луѓето постојано се навраќаат на тоа. И од таму е почнат. И господинот Теберт зборуваше за мирот, за стабилноста, Мировен за проект. социјалната И за еднаквост, сет на вредности зборуваш. за седна вредност. Кои што често го произлегуваат од мировниот проект. Значи зборуваме за слобода, зборуваме за рамноправност, зборуваме и ред на работи кои што не мислам дека ќе бидат доведени под знак на прашање, заради тоа што во дадени земји во моментот имаме така наречени и либерални движења, зборувам за земји од Централна и Источна Европа, каде што се случуваат одредени процеси кои што не се добри. Меѓутоа мислам дека идејата за мировниот проект, сеќавањата на она што се случувало во Втората светска војна и во Првата светска војна, се уште постојат, фала Богу се учат во сите историски читанки, така да се сомневам дека било кој ќе дозволи тој мировен проект да се доведе под знак на прашање. Да го земеме само денешниот случај како пример. Говорот на Макрон? На Тереза Меј да го одложи гласањето за тоа е директно поврзано со ова за околу иднината на Европска унија. Целата неволја за британците, значи не е од пред 2 години со Брекзитот, туку е од 1950 година кога Роберт Шуман ја презентира идејата за таа заедница за јаглен и челик меѓу Франција и Германија, па еуфорично се прифаќа и земјите на Бенелуксот се вклучуваат, а тогашниот лабористички премиер на Британија Клемент Атли ја одбива со индигнација како ние голема Ние сме империја, остров. ние сега единствени што се спротивставивме на Хитлер, додека другите беа поробени. И таа нивна амбивалентност кон Европската унија се пренесува до денешен ден. Денеска Тереза Меј се соочуваше да биде ужасно поразена на утрешното гласање со најмалку 100 пратеници од незината партија што ќе гласаа против за
да и пропадне целите преговори. Тоа покажува дека со начинот на кој што Камерун сакаше да спаси својата партија и да им удоволи на евроскептиците на референдум, ја доведе земјата во конфузија. Еве 2 години од тоа гласење за референдум, Британија од тоа што посака да се оддалечи од Европа, влезе во комплетна неизвестност. Недостаток на храброст. Значи имате во моментот водечки политичар, кој што тогашен водечки политичар, кој што не може да каже не на тенденција која што е очигледно погрешна. Пак зборуваме и пак се враќаме за храброст. Затоа што еден тек на чудни политички потези кои што се случуваат до ден денес. Значи целата структура на британските политичари во последниве 7-8 години од заминувањето на Тони Блер е под нивото на ситуацијата. И нормално дека тој немаше храброст да им се спротивстави на Борис Џонсон и компанија. Таму и прифати референдум и слеќи дека тоа ќе помине. И сега 2 години се во хаос, не може што да прави. Добро. Како се тоа се одразува на состојбата во Македонија? Па ние треба да го бараме нашиот себичен интерес во целата оваа ситуација. Ајде да видиме, да ви поставиме на теза, па да видиме како би го нашли тој себичен интерес. Македонија е комплексен политички модел. Политички модел кој што е практично мултикултурна, мултиетничка, мултирелигиозна демократија во еден регион кој што не познава баш вакви унитарни мултикултурни, мултиетнички модели и кој што практично зависи многу од либералниот консензус во Европа во однегувањето на тие инклузивни вредности, на тие толерантни вредности и така натаму. Секогаш кога Европа заборава да зборува за вредностите, а говори за стабилноста, секогаш тоа се одразува врз нашиот модел со едно скрутување, со едни потешки комуникации, со послаба поддршка. Секогаш кога Европа се навраќа да говори на овие вредности за кои што вие разговарате, тоа нам ни ги отвара вратите да и ние овдека разговараме со вредности. Сега, ситуацијата прифаќам, ја опишавте така како што е. Е Европа на некаква крстосница, тоа се гледа. Промените ќе бидат драстични со ова паѓање на централните сили кои што во Европскиот парламент ги носеле овие вредностни расправи. Како тоа ќе се одрази на Македонија во една исклучително деликатен момент? Значи, ние сме во сред комплексна политичка расправа, во која што опозицијата не сака да учествува, тврдејќи дека се носат катастрофални, дури предавнички потези. Од друга страна, власта се обидува да направи некакво мнозинство, сето тоа виси на некакви многу деликатни конци на концепти за амнестии кои што претпоставувам не можеме ни да ги домислиме сите како ќе излезат. Од трета страна, сето тоа се одразува на економијата и така натаму. Значи, колку е оваа состојба во Европа практично фактор во македонската внатрешна политика? Еве Муцунски. Кога реков себичен интерес, пред се на што мислам, Македонија треба да се радува дека веројатноста е голема, дека следниот претседател на Европската комисија ќе биде некој кој што ќе има позитивен пристап кон процесот на проширување. Што значи тоа? Дека голема е можноста во рамките на мандатот на следниот претседател на Европската комисија да видиме еден бран на проширување, кој што доколку има во Република Македонија кохезивен и инклузивен политички процес, би можело долгорочно... Да што го темелите ова? Зошто мислите дека следниот претседател ќе биде таков, а не токму спротивното? Дека ќе кочи, дека практично ќе биде против проширување како резултат на француски па и германски и така натаму. Заради тоа што естаблишментот во рамките на Европската унија сака да го види Западниот Балкан интегриран во унијата. Но не прерано, и тука е тој процес на кочење, кога не се исполнети критериумите, туку да има се позголемена лупа врз Западниот Балкан. И тоа е можеби една своевидна, условно кажано, некој ја толкува како неправда која што ја доживуваме по лошите искуства со Романија и со Бугарија. Факт е дека ние ќе добиеме многу поголемо внимание од што добиле овие земји. Деспотовски ќе добиеме ли таква некаква? Ние веќе сега го добиваме големо внимание. Ќе имаме ли подобар европски комесар од Хан за овие прашања? Видете, личноста делумно ќе се согласам заради кандидатот кој што во моментот го има ИПП или го имаат левицата за председател, иден председател на Европската комисија, ни гарантира на некој начин дека навистина ќе имаме во наредните 4 години, односно по изборите на значи наредните 5 години, значи ќе имаме навистина поволна клима кај првиот човек. Првиот човек и реалното мнозинство кое што без разлика на ова што го зборуваме ќе постои во Европскиот парламент, климата на проширување ќе биде секако таа и позитивна и ќе треба да искористиме секако. Вниманието позитивно го имаме сега затоа што не го заборавете Европскиот совет каде што седат шефови на држави и влади. Тоа се земјите членки, кои што не се менуваат со промената во
не се менуваат со изборите во Европскиот парламент. Тоа внимание го добивме заради храбриот потек што го направив. Она што го зборувавме претходно кај шпанците или кај португалците, ние сме го направиле, се Мислите, препознава. таа храброст ќе се награди? Апсолутно да. Зашто зборуваме цело време разлика меѓу политичар и политичар? Имате политичар, зборувавме, кој што се повинува на одредени внатрешни структури и струи во самата држава и ја внесува држава, значи зборуваме за традиционална демократија британска која што постои 400 години, која што сега во моментот точно денеска имаше за мене поразителна ситуација за премиерот да мора да откаже гласање во парламент каде што има мнозинство. Значи имаме таква ситуација, имаме политичари кои што носат храбри чекори и потези, знаејќи каде ја носат државата натам. И затоа апсолутно се согласувам дека таа позитивна клима која што ќе имаме во било кој случај, дали ќе биде ИПП или ПЕС, идниот председател на Европската комисија, апсолутно мора да искористим. Ја не сум толку голем оптимист. Јас Љупчо чекам да... Да, затоа што За тама ние се согласуваме. сега Тоа е можда да кажам проблемот. меѓу партиите, но сегашната ситуација како што е изворено и одговара на Македонија. После изборите во мај Ќе се смени ситуација. Ја тука не навлегувам дали договорот добар, лош, зошто овие не влегуваат, а ВМРО не ќе да учествува во расправа за амандмани. Тоа да го исклучиме настрана. Зборот е за Македонија и за другите. Јас сум убеден дека, сега не можам 100% да кажам, дека следниот состав на Европскиот парламент и составот на европските институции нема да биде толку наклонет кон проширувањето. Прво, според многу предпоставки, во тоа сега знаеме како се поделени местата председател на Европска комисија, председател на Европски совет, председател на Европски парламент, висок представник за безбедност и надворешна политика, председател на Европската централна банка, меѓу двете најголеми фракции во парламентот. Има големи шанси идниот председател на Европскиот совет, односно што го држи сега Доналд Туск, да биде Марк Руте, холандскиот премиер, кој е исклучително внимателен во однос на проширувањето. Како ќе се најде заеднички јазик помеѓу, гледате што му зборуваат унгарците на Сијарто и на Хан, на 6 месеци пред 7, колку 10 пред крајот, сега тие го исклучуваат како член на комисијата со такво омаловажување. Сијарто секој втор ден му држи лекции за тоа како смее да не се меша. Со јакнењето на тие и либерални структури, особено ако доживее голем успех Салвини, бидејќи Италија дава голема бројка во Европскиот парламент, а во француската десница сега е некаде околу 15%, ако до тогаш имале едно 30-40 пратеници во Европскиот парламент, може да се сведе на 10-12. Значи влијанието на главните партии во земјите ќе се намали. Она што Деспотовски го зборуваше дека они гласачите на екстремните партии секогаш имаат поголема мотивација да излезат на европски избори, иако сега мислам дека европските избори ќе бидат голема мотивација за сите. Така што во крајен момент може и Орбан да се приклучи после изборите на таа десничарска групација. Излезе националистичките екстремисти од белгиската влада, фламандскиот блок. Таа е сега малцинска, може и ќе падне, да држи Стив Бенон говор во фламандскиот парламент пред 2 дена и ги фали за сите успеси што ги постигнале во рушењето на белгиската влада, а белгиците се едни од стожерите во процесот на проширувањето, без оглед што да кажеме. Така што едно цело замешателство не може да... Забелешка само би дал, бидејќи рековте дека ќе бидат многу повнимателни со Република Македонија. Тој е точниот збор што го искористивте. Јас тоа не го гледам како недостаток. Фактот дека Брисел ќе биде повеќе внимателен со нас. Затоа што ние не чекориме кон Европската унија заради Брисел, ние таму одиме заради самите себе. Така, за да го реформираме во општество од многу разни гледни точки, бидејќи сметаме дека Европската унија ги има постигнато највисоките правни стандарди и најквалитетниот вредносен систем кој што веројатно го има на располагање во овој момент. Тоа значи дека фактот што некој ќе биде повнимателен со нас, што ќе става поголемо внимание врз како ние ги спроведуваме тие реформи, долгорочно
тоа ни се напризна после 10-15 години, може да бидат во интерес на Република Македонија. Ама тоа Избрзаното веќе трае 28 години, па затоа ова кој ќе кажете 10-15 години се чини како Не зборам Влегуваме во членството сосема нова- после значи, 10-15 зборуваме за години. сосема нова фаза, ќе се надоврзам и се согласувам. Значи влегуваме во сосема нова фаза на процесот кој што сме немале до сега. Че ние имавме квалитативен исчекор во 2004, односно 5 кој беше кандидатскиот статус, што смени доста работи. И сега имаме повторно, значи влегуваме во последната фаза, почеток на преговори. И се согласувам, квалитетот на процесот е поважен него брзината. Значи ние не зборуваме тука за 10, 15, 20, 50 години. Че зборуваме разлика година 2 плюс или минус. На толку колку што за жал досега се потрошени, изгубивме 11 години. Ја мислам дека како што стојат работите, ние ќе дочекаме уште една комисија да се смени во Европска Не, унија. она што е важно, значи она што е важно, зборуваме за вредностите, ајде тие вредности да ги пресликаме во општеството тука. Ајде да зборуваме и тука за рамноправност па да направиме. Прогресивниот данок отвори дебата што е здрава за едно општество, али ете рамноправност. За кое што денеска Макрон зборуваше. Макрон зборуваше денеска за мерки кои што Македонија веќе ги спроведува наназад година дена, година и по. ја мислам Минималната плата е дека спомена. Макрон и доби протести заради мерки кои што Затоа што се фокусираше, не, затоа што се фокусираше на мерки кои што ги фаворизираа богатите. Па сега се врати назад на мерките за кои што им дават простор повеќе. Не е еден рикверц во однос на тоа каде што се фокусира на рамноправноста што се спроведува. Значи, ја не сум толку заговорник на тоа дека ние треба да направиме стандарди, да го способиме општеството да влезе. Па вие, не знам, па вие сте помлади, но балтичките земји, кога се распадна Советскиот сојуз, никој не знаеше кај постојат. немаше ни се од стандарди. Па какви стандарди? Значи, влезот во Европската унија, прво во НАТО, па после влезот и во ВОЗ може да одат со стандардите понапред. А сега ние ако ги направиме стандардите, па после да влеземе, знаете што, 2025 година е некаков меѓник што се спомнува дека е можно да влезат Србија, Црна Гора, евентуално и Македонија. Тоа е 21 година по влезот на Словенија во Европската унија. Знаете колкав е тоа време што го кажува Сашо? Па ќе поминат уште 10 години, па тоа 2 генерации ќе поминат. Мислам дека не би имал различен став од вас тука затоа што премногу ги мистифицирам. Еве, почнавте со во НАТО ќе влезем. Албанија Ништо ја не членка реков. на НАТО. Не, ја така ништо не е реков, тезата, само делумно не би се согласил со незе затоа што членството во НАТО не носи по автоматизам и поголем просперитет. Значи поголем просперитет и стабилност ќе си донесеме самите тука, доколку сериозно. Ете, ова е Јас не велам дека Република Македонија не треба да стане земја членка на НАТО. Не, се согласувам и тоа делот Јас на апсолутно сум на тој став, но мислам дека процесите зависат единствено од нас. Има многу успешни земји кои што не се членки на НАТО и не се членки на Европската унија и ние треба да работиме на внатрешни реформи за кога ќе влеземе во Европската унија да бидеме подготвени за тоа, а не да ги чувствуваме негативните рефлексии по влезот во Значи тоа е целата реторика што доаѓа од европските институции. Направете ги реформите, јас сам велам дека нема да ги направиме толку брзо реформите ако не сме внатре. Кога ќе бидеш внатре ќе ги правиш побрзо, мораш да ги направиш тие реформи. Тоа е основата. А овдека по различни случаи може дали ова влада, дали таа, дали некоја трета ќе дека ќе действуваш и како Полска. Мислам дека како ќе действуваш со 2 милиона во однос на 38? Ама тоа е невозможно. не би Мислам дека за истото горе доле зборуваме затоа што процесот на преговори, значи преговарате додека трае, значи се усвојува одреден сет на регулатива, тече финансиската поддршка во меѓувреме, значи ви помага да се развивате, да ги спроведувате тие реформи стандарди. За на крајот кога ќе стигнете вие, кога ќе станете членка, вие веќе фактички функционирате како нив. Да, ма ако смеам Значи, да, добро, ако смеам тоа да, е- Мислам да, дека да, за истото зборуваме. Значи не може тоа се мислам случи дека- утре. мислам Ниту дека- се случи кај Балтичките преку ноќ. И тие има долги процеси на скрининг. Врз основа на тоа, на одредени негативни искуства кај нив произлезе процесот на стабилизација и асоциација кој што ние сега го гледаме во Западниот Балкан. Така да, ние мораме да ги користиме сите позитивни искуства. Мислам дека емпириски може да се докаже дека влезот во НАТО е предвоје за успешно влегување во Европска унија. Апсолутно. Значи за тоа постојат веројатно 15 на примери кои што се тие. Второ, сентенцата дека не мора да влеземе во НАТО за да бидеме успешни е практично на внатрешно политички план исклучително рискантна сентенца. Јас знам дека тоа може да доаѓа од заради тоа што за да влеземе во НАТО треба да смениме уставот односно името, па ја разбирам таа политичка позиција. Да знаете, мојата теза беше општа. Не беше единствено Република Македонија, бидејќи дебатата на тоа ниво ја држиме, дека не е тоа
единствен предуслов за успех, како што сметав дека беше тезата поставена, че Република Македонија дека треба да биде членка на НАТО, треба да биде. Затоа што го заслужува да, тоа. знам, ама треба да биде што побрзо. Значи, тоа треба да биде нешто што може да се оптегне и за 100 години да се разговара. Овдека е тезата дека треба да биде идната година членка на Па НАТО. веќе се влече заради тоа има последици. Така е, затоа велам дека не е тоа баш така наивна теза и дека не е тоа баш така, како да кажем, спротивставено на актуелните случувања во Македонија, таа влече лоши последици. Бидејќи јас немам никакво сомневање дека ние ако го пропуштиме возот сега за НАТО, ќе влеземе меѓу другото во внатрешна политичка криза која не знаеме, барем мене така ми се чини, а не знам дали се согласувате, не знаеме како ќе заврши. Видите, по тоа ќе се отворат сите опции за дестабилизација кои што ќе бидат економски, социјални, политички, надворешно политички и така натаму. Да, и после тоа разговорот што го правевме првиот дел на емисијата за тоа како тоа што се случува во Европа ќе влие врз Македонија, ќе освртиме наопаку и ќе кажеме дека тоа што се случува ќе има лоши последици за нас, заради тоа што ние она што го сме го направиле како храбар потек и исчекор, едноставно ќе го избришеме и ќе се вратиме назад низ тата приказка. И тоа ќе бидеме најдоле на листа. Пред дневникот во ова исто студио имав разговор со господинот Ким Мехмети, кој што е публицист, политички аналитичар, долгогодишен и така натаму. И разговаравме за она што се случува на албанските простори на Балканот. И тој вриеш кој што се случува особено околу прашањето за Косово. Значи, нашиот влез во НАТО го прави ургентен. Бидејќи ако тоа не се случи со Македонија, тогаш ќе влеземе во еден друг поширок контекст каде што не знам како ќе се справиме со тие предизвици што ќе се родат, бидејќи разговараме веќе за промени на граници на 100 километри од Скопје. Така што можда е тоа и следното прашање, колку е всушност бидејќи кога говориме за НАТО, таму сепак е доминантниот дел господинот Трамп. Колку е слушност Трамп фактор во овие недоразбирања или во овие движења, или не се може би недоразбирања, туку се политички движења во самата Европа. Колку е он фактор, колку е он, да кажем, со неговата вака една експлицитна, нетолерантна, антиглобалистичка, антиевропска дури позиција, бидејќи тој навистина не пропушта прилика да се исмее на Германија, да се исмее на Франција, со Макрон денеска и вчера твиташе разноразни подсмевања и така натаму. Колку е тој фактор, па ако сакате тогаш и за нашата позиција во однос на Европска унија. Има доброволци или? Да, па тоа е фактор, како да ви кажам, тоа е фактор оно колку што во моментот, значи тој има големи неволи дома. Големи неволи, без оглед како што. Еве го, Џон Кели, шефот на персоналот на Белата куќа, треба се замине на крајот на годинава. Не може да најде човек што ќе го замени. Главниот кандидат, шефот на персоналот на подпредседателот Пенс, Никаер се откаже. Вика не сакам, ја ја напуштам Белата. Четворица кандидати претендуваат, тројца веќе му откажаат. Значи тој има реални проблеми да Знам Лјупчо, ама Стив Бенон збореше во белгискиот парламент и го дочека на носи. И шета на сите страни за Европа, тоа е сепак духот на Трамп во една идеолошка. Значи прво да видиме како ќе изгледа конгресот од 2 јануари кога ќе се состане со ДОИ. Дали таму ќе има истраги за неговите плаќања. Роберт Мюлер го стеснува кругот околу него заедно со неговите главни помагачи, адвокатот Коен и Манафорт, така што тој може да влие, ја вознемирува Европа, го подценува, му се исмева на Макрон, но влијанието е според мене ограничено. Значи има огромно влијание, но не е толку големо влијанието како што беше до времето со Клинтон. Јас со задоволство би учествувал во дискусијата да разговараме и ако може да разговараме веројатно ше 3 сата за тоа што се случува во Вашингтон, пошто е поприлично интересно. Немаме баш 3 сати, а имаме да речеме 30 минути. Меѓутоа оно што е важно, официјалната политика на Вашингтон кон Македонија не е променета. Че она што нас не интересира, се слагам со Муцунски тука дека треба си огледаме, ајде, нашиот интерес национален. Се разбира, секогаш треба. Нашиот национален интерес во моментот говори дека американците со политиката официјална која што имаат, без разлика кој седи у Белата куќа и какви проблеми има, се наклонети кон Македонија и кон влезот на Македонија у НАТО. Ајде да го искористиме тоа. Ајде од тоа да тргнеме. Муцунски да го искористиме имаме ли шанса да го искористиме? Прашањето ви беше доста широко, затоа што интересно е влијанието на господинот Трамп за ситуацијата помеѓу Косово и Србија, односно изјавата на господинот Болтон за промена на граници.
што некој би го толкувал како нешто што може да има негативна рефлексија во нашиот регион. Тоа е едно толкување. А јас не сум на тоа становиште, јас апсолутно се согласувам дека американската надворешна политика има стратегија која што е долгорочна и стабилна. Во врска со Македонија. И во врска со Западниот Балкан, со Република Македонија, па и Европа пошироко. Искрено гледам од ваша страна малце по-негативен пристап кон работењето на господинот Трамп. Тоа е моје лично мислење дека тој се соочува со лов на вештерки, но тоа е негово внатрешно политичко прашање кој што треба да си го реши. Јас не мислам дека Соединетите американски држави има негативно влијание врз состојбите во Европа нити во овој момент, нити ќе има во еднината. Мислите? Убеден сум во тоа. Добро. Може би треба нова емисија за Трамп да направи. Има една дистинкција на тоа и двајцата што го кажа, тоа е точно. Значи, Трамп во ниедна ситуација овие колку веќе 2 години ќе биде на власт, воопшто никогаш не се занимавал со Западниот Балкан. Апсолутно со само во подпредседател. Да, ама сега зборуваме за Трамп. Значи, подпредседателот е премиер на некако вид премиер, пандан на нашиве премиери овдека. Ја води таа политика, екзекутива, ја води политиката, а промените во Стейт департментот, без оглед како е сега, тука слушавме разни за Вес Мичел, за ова, сите тие доаѓаат од длабоки републикански институти и структури кои што се републикански уште од Џорџ Буш и од претходно. Значи таа политика е зацртана уште пред 20-30 години. Трамп си води големи политики со Русија и Кина особено, а ова другото е оставено на политиката што е зацртана и екзекутивата што треба да ја спроведе. И тука нема никаква дилема за нас. А сега за односот на Трамп кон Европа, тоа е веќе друго. Ние сме тука многу помали. Веројатно конфликтот е што тој, за разлика од сите претходни американски председатели на Соединетите американски држави, води така наречена трансакцијска надворешна политика. Односно, ќе дадеш, ќе добиеш, што не е нешто страшно нити невидено, затоа што траекторијата е таа, одредени финеси некогаш можеби се разликуваат. Но Република Македонија, овој регион, па и Европа сум убеден, не виделе ништо лошо од администрацијата на председателот Трамп. Јас кога би бил гости во емисијата, веројатно би имал забелешки на ова, ново ред, бидејќи мислам дека сепак се зацврстува една илиберална, многу чувствителна за европски услови стратегија, која што Трамп несвесно ја извезува, бидејќи тој се согласувам дека тоа не го прави свесно, но има луѓе кои што тоа го експлоатираат. Но веројатно е тоа за некоја друга емисија тема. Да не ја шириме премногу. Да не ја шириме, окей, ќе треба. Не, но има факт е дека последнава година, што ние малце тоа невообичаено, што Грција стана близок сојузник на администрацијата на Трамп. Тоа се е тоа поради Блискиот Исток и поради Турција. Значи, од посетата 2017 година на Ципрас во Белата куќа, Грција стана прозорецот на Америка, нова администрација на Балканот и кон Блискиот Исток. Па ние гледаме какви блиски односи има оваа администрација која што дојде на антиамериканизам, комплетен антиамериканизам. Добро, тоа ме води до завршното прашање, бидејќи сепак имаме само уште 5-6 минути на располагање заради посетата на Ципрас на Москва, па тогаш прашањето е во целата оваа ситуација во Европската унија, какви се позициите на Русија, дали тие авансираат во смисла на нивните геостратегиски интереси или пак можеби се и тие во некаква фаза на преиспитување на тоа што ќе се случува со Европската унија, па потоа влијанијата во разни земји и во разни региони ги калибрираат во однос на тоа што ќе излезе после овие избори следната година. И конечно што тоа значи за Македонија во крајна линија. Е Русија и се зголемува факторијалноста во европската политика заради овие случувања или мислите дека Европската унија без разлика на сите овие идеолошки превирања внатре сепак ја држат Русија на една пристојна дистанца? Значи, ова, ја сега... Хајде. Значи, посетава на Ципрас на Москва, е невообичаено кратка, таа еден ден беше и со сите таму се сретна по ворокот 30. Мислиш дека за турскиот тек главно посетата? За турскиот не, повеќе за обновување на некаква доверба после протерувањето на дипломатите и драматичното мешање на руските шпионски служби, разузнавачки служби во Грција.
Имаат многу агенти на Светагора, во овој северниот дел на кај Комотини, таму се тоа иселеници, грци што се дојдени десетици, околу стотици илјади од поранешните советски републики, кои што се најрадикалните против македонското прашање. Тоа не заборавајте, значи таму цела една структура на кај Александрополос и Комотин. И сега малце да се стабилизираат таа војна на зборови што беше и протерување, сепак протерување на дипломати, тоа не е. Зошто тоа Путин би му го дозволил на Ципрас? Што е интересот на Путин да на тој начин го, како да кажем, го легитимира Ципрас во грчко-руските односи? Не го легитимира, мора некако да создаде некаков пријател, да не биде непријател во оваа ситуација кога целата Европска унија е на нош, освен Орбан и пријателите негови Салвини и Марин Лепен. Значи тука тој сака и за веројатно и нови инвестиции, за турски офтек, што треба да се гради, некако да ги според мене да се стабилизираат односите, а тоа дека Русија ќе се меша понатаму во договоров со Македонија, сигурно ќе се меша. Тоа што поголем хаос, то поубаво е за интересите на Москва, бидејќи тие секогаш функционирале така. Никогаш не даваат, но сакаат да земат од онако кај што е вознемирено општеството. Меѓутоа тоа е во нивен интерес, не е во Во наш. нивен, па тоа викам јас, за нивен интерес. Муцуцки, да завршиме со вас? Па, ви благодарам за честа. Мислам дека премногу, кога се однесува Република Македонија која во прашање, дека премногу факторизираме тоа некое негативно влијание на Русија. Јас би се согласил дека целта моментално на сите овие тенденции се да има некој нормален, пред се економски однос со Русија. Тоа е на земите членки на Унијата, тоа го гледаме и од страна на Турција во моментот, што не е ништо страшно. Мислам дека од гледна точка на политичките елементи кои што се значени во Република Македонија, тоа ние знаеме кои се нашите стратешки надворешно политички партнери, што не значи дека не треба да имаме добри билатерални односи со сите земји во светот со кои што имаме интерес, вклучително и Русија. Но траекторијата на Република Македонија е кон запад. Господа, јас ви благодарам за вечерашниот разговор. Мислам, не мора да бидат сите разговори со викање и со жестоки расправи, особено кога се приближуваме кон полноќни часови. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте цел ден со нас. Останете со нас, следуваат и уште малку содржини на 1 ТВ пред полноќ, а утрешниот ден го води колегата Александар Чомовски и другите помлади колеги од информативната реакција на 1 ТВ. Ова е отворено студио 1. Јас сум Сашо Ордановски, ви пожелувам добра ноќ и пријатен ден утре.